Добро, почитувани пратеници, почитуван председателе, почитуван представник од Судскиот совет. Денес сме, и почитувана јавност, денес сме и вчера на една точка која што е многу контрадикторна, која што засега голем број на граѓани, голем број на семејства кои што се директно засегнати од ваквите одлуки. Денес пред нас имаме една точка каде што треба да се избере уставен судија, односно член на неформалниот четврт столб на раководење на државата. За ваква функција, која што е една од најплатените и најпочитуваните, како што е член на, односно уставен судија, имаме многу контрадикторности, меѓутоа ниту слушнавме за жал подкрепа од било кој од пратениците од власта, ниту слушнавме подкрепа од предлагачот. Зошто? Токму овој лик е предлог за уставен судија. Имаме една празна дебата, односно нешто што наликува на монолог само од страна на опозицијата, без никој тука да каже еден пофален збор за господјата што ја заврши работата што беше како налог зададена, како задача, и сега треба да си ја земе наградата. Според сивито на оваа господја, Добрила Кацарска, имаме информација само дека 34 години е во основен суд вработена, без ниту едно унапредување, без ниту еден чекор да направи напред кон низината кариера или достигнување на зенитот, и сега наеднаш таа треба да изгласаме за уставен судија. Истовремено станува збор што за човек кој што се декларира сам дека е комуњар, не знам што мислела со тоа, и човек кој што, како што кажа господјата, колешката наша Сијановска Давкова, не знае дури во CV-то и Windows да напише. Ова е класична злоупотреба на сите три столбови, и ова се случува од кога е, не само од кога е формиран овој парламентарен состав, туку и многу години претходно. Постојано имаме мешање на извршната во законодавната власт, на извршната во судската власт. Од законодавната можеби некои желби ќе стасаат до судската власт и така натаму, значи комплетно се нарушуваат темелните вредности на Уставот, каде што секој треба да работи независно едниот од другиот. Вашиот лидер, предходно председател на Советот за судски реформи, предходно министер за финансии и што уште не знам, имаше една изјава каде што кажува дека го отворил судството како пупка. И очигледно е дека е судството отворено како пупка, бидејќи постојано имаме монтирани случаи, постојано имаме одговори, уште пред да се постави прашањето за било кој процес. Имаме, еве последно, Дамева, господјата ја назначуваат за член на Судскиот совет, која што предходно била дактилографка или не знам што била. Гледаме дека според неговите изјави тој ќе престанеше да се меша во судската власт, меѓутоа имаме и една изјава од градоначалникот на Сарај кој што кажува дека му било интервенирано за промена на председател на Основен суд, и поради тоа што тој го одбил тоа за известно време, односно после 2 недели, му се закачила наврат антикорупцијска комисија затоа што не сакал да биде извршител на желбите на овој председател што ви беше на судските реформи. Уставниот суд е надлежен за повеќе работи, меѓу кои контрола на уставноста и законитоста. И многу често, како што кажав, се прекршуваат тука со било какви одлуки, со било какви процедури се прекршуваат и законите, се прекршува и уставот и така натаму. И не верувам дека овие решенија, бидејќи до година имаме уште 3 членови на Уставниот суд кои што ќе одат во пензија, не верувам дека ќе бидат професионални и дека ќе носат некои одлуки каде што ќе кажуваат дали е нарушена уставноста или законитоста, туку како ќе им каже нивниот шеф, така ќе проложат. Заштита на слободите и правата на човекот и граѓаните.
Имаме предлог за член кој што ги има еклатантно нарушено слободите и правата на човекот и на граѓанинот, за кој што имаме исто така забелешка и од Европскиот суд за човекови права, решавање на судина надлежност, значи истото тука ќе се наврата меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт, одлучување за одговорноста на председателот на Република Македонија. Гледаме дека председателот на Република Македонија постапува онака како што сака, значи имаме еден континуитет на нелогични одлуки. Сега сакам да ви кажам за една анекдота што се зборува што се кажува по факултетите. Имало некој професор кој што бил многу квалитетен, за асистент си одбрал малку понеквалитетен човек од него, за да може да го контролира. И така тоа траело, тој понеквалитетниот, уште понеквалитетен, меѓутоа последниот во редот стасал да биде толку неквалитетен, што одбрал најквалитетен. Така ќе биде и ова. Значи, постојано барате неквалитетни луѓе, за да не можат да ви противречат, постојано барате луѓе кои што еднаш, два пати, три пати, пет пати спровеле некоја наредба, за да можат да коленичат, меѓутоа овој синџир ќе заврши и кога ќе дојде повторно квалитетот до израз, сето ова ќе биде осудено, да знаете. Ние гледаме еден континуитет, односно една паралела во моментов гледаме, помеѓу тој двоец што бил 46-та Колишевски и Марина, со Заев и Кацарска. Ќе дојде ред. Како за тоа дојде ред со лустрацијата, така и за ова ќе дојде ред некој ден. Замислете што ќе се случи или што ќе се случило доколку некој добил стипендија на Колумбија наместо во Ротердам или во Амстердам. Тој што ќе добие од тука стипендија во Колумбија или ако добил и отишол таму, ќе свати дека изучува пример како не треба да биде. Од кого? Од државата која што го испратила. Универзитетот Колумбија е еден од најпрестижните универзитети каде што се доделува Пулицерова награда, луѓе. Колумбија има тежина, Колумбија не е било кој универзитет. Околу овие искази од Лилја Стефанова, од сите оние предмети кои што ги има водено господјата Кацарска, многу јасно станува збор за каков тип на човек се работи. Значи, Лилја Стефанова самата изјавува дека е вршен притисок од Добрила Кацарска во случајот Империја за Орце Камчев. Понатаму, кажува Кацарска дека е многу криво што не го осудила Дурловски. Кацарска носи одлука од 211 години затвор за луѓе кои што влегле во ова собрание, а оној кој што ги отворил вратите е изземен од целата постапка. Не е така и не треба да биде така. Понатаму за тероризам, јас како што знам минимална казна е 10 години. Како сега еден од обвинетиве кој што 4 пати менува исказ, го осудуваме на 8 години. Воопшто нема никаква логика. Уставообранителите, како што ние сакаме да ги наречеме, се осудени на 211 години затвор. Зошто? Затоа што некој што им ги отворил вратите не одговара, а тие затоа што влегли и пееле македонска химна, одговараат за тероризам. И сега ќе одиме наградата да си ја земеме со службени возила, со мандати од 9 години, со плата не знам колкава и така натаму. Луѓе, ова лудило кое што е наметнато, ќе запре еден ден. Ви кажав, тој турнус, тоа вртење, ќе прекине и повторно ќе се вратиме на врвот. Може би нема да биде сега, може би ќе биде по 5, 10, 15, 20 години. Ќе прекине ова лудило. И секој ќе си одговара за своите постапки. За крај само сакам да кажам колку е нашиот правосуден систем, колку е ценет во светот. Не само што не е ценет од страна на граѓаните, туку и од релевантни извори потврдуваат дека правосудниот систем во 2020 година во Македонија има индекс 0,53 и се наоѓа на 58-то место во светот. И тоа е според World Justice Project. Не е според мене или според
пратениците од опозицијата. Снежана Калевска, Ванчева реплика.